моите две денешни соговорнички, Александра и Елена, кои што се сестри, зборуваме за нешто вкусно ова утро. А што е повкусно од лижавчиња, особено за дечињата кои што уживаат уште ние. Кога бевме деца уживавме, нели, кога купувавме лижавчиња, сега ги има во сите форми, во сите можни херои може да се направат, сега малку по-модерни се овие лижавчиња. Велам добро утро за Александра и добро утро за Елена. Добро утро, Бисера. Добро утро на вас и на гледачите од каналот. Така, и гледачите ги поздравуваме. Вкусни, едни со шеќер, други без шеќер може да се направат во форма на срциња, спајдермени, за свадби, за прослави, лижавчињата се сега тренд. Но бидејќи ни се ближи и 8 март, може да се поклонат како дополнителен подарок или може како мало внимание да се поклони лижавче. Многу интересна идеја. Ајде да започнат оците од каде воопшто идејата да почнете да правите лижавчиња. И дали вие лично ги правите лижавчињата? Да, идејата дојде спонтано. Ние не се бавиме со овој бизнис претходно пред да започнеме. Значи, на еден детски роден ден видовме нешто слично вакво и ми дојде идејата зошто па и ние да не почнеме со ова да се бавиме и да започнеме да правиме лижавчиња. И така некако започна спонтано. Ајде да пробаме дали ќе оди, ништо нема да изгубиме. Сепак, да, и така, со сестра ми се здруживме, реков, ајде, ќе пробаме, ако не биде, тоа е тоа. Ама, сепак испадна дека беше супер идејата и дека, еве, ја остваривме и ден денес трае. Трпеливи си бевме и упорни, не дека беше она, ајде да видиме како ќе почнеме. Ние креативци сме си уште од деца, ама идејата си се наметна само од себе и еве професија очигледно ќе ни биде до крај на живот, се надам. Сте правеле нешто како мали со вашите мајки, баби, некакви рецепти, некакви колачиња? Сега не лижавчиња, или почесто колачиња се прават? Да се плиткаме со кулинарство 100% не, но креативни идеи во смисла со сликање, со цртање, со ножичките, некои изработки, стандардни, да кажем, детски изработки, ама конкретно вака со шеќерни некои модели, не, значи стандардното детското, да кажем, уметничкото. Рачни работи, со плетење, везење, такви работи, да. Треба креативност и во ова, треба да имаш уметничка душа за да ги и предпоставам ги цртате претходно за да знаете како би ги направили. Како оди целиот процес, Александра? Ние го гледаме крајниот производ, за да стигне до крајниот производ треба макотрпен труд. Баш така. Што правите? Како изгледа создавањето на едни лижавчиња? Значи, лижавчињата се прават во силиконски модли. Тоа е најбитната ставка во овој процес. Процесот си е, зависи дали се со шеќер или без шеќер. Значи, се загреваат на одредена температура, се топат, се украсуваат и на крај се ладат, ги чекаме и потоа ги пакуваме. Рецептурата си исто како за било што да се готви кога се спрема. Си има, значи, одредена рецептура, си постапки си има, модлите се исто битни, бидејќи без модлите нема да може да се направи формата и било кој лижавчен или што го имаме како понуда. Ете имаме понуда и на доста бои, на украси, сето тоа се спојува, се украсува и крајниот производ е сето ова. Да, преку 100 модли имаме, мораме да кажеме и горди сме на тоа, така да можеме сечи вкус да задоволиме. На почеток во најавата кажавме дека децата најмногу им се радуваат на лижавчињата и сосема оправдано и природно, но има и за возрастни лижавчи. Јас се ве запознав во еден кафич каде што се славеше кинеската нова година пред некоја недела. И ги забележав дека се во форма на кинески букви. Да ги спомнеме, значи Пагода организираше, во лабораториум бевме, прекрасно доживување и искуство, ние сме презадоволни, се надеваме дека и сите останати беа задоволни од нас. Многу бава си поминавме, преголема заинтересираност, ни изненадија премногу, значи со посетеноста и со купувањето на нашите производи, и па таму почна приказната нели со вас и запознавањето. Да, тоа е новинарската професија, се да истражуваш, се да гледаш и па да си ги каниш гости да бидат во здраво. Ние се способуваме на секој настан. Значи, поради тој настан ние изработивме лижавчиња во форма на ладала и во форма на конче, затоа што оваа година, кинеската година е годината на огнениот конј. Така, да, и тоа беа тие хит лижавчиња и плюс имавме бомбончиња за среќа, кои што беа со шеќер и без шеќер. Исто така, како за подарок, можеа луѓето да ги купат и да ги подарат на своите најблиски.
Така. Но исто така интересно што ги правите во омилените јунаци на децата. Па лижавчињата може да бидат и принцези, и Спајдермен, и Бетмен и така натаму. Сега не ги знам сите херои. Фаќаме идеи, значи, од децата и од самите родители. Они исто така не подсетуваат ако сме изумиле некој лик нели да видиме, да провериме, да истражиме, ама приспособливи сме. Да. Има ли некој лик кој што сега е тренд во моментов, најбаран можеби? Најбаран е Стичот, дефинитивно. Оваа сезона Стичот, да, ама неизбежни се и Спајдермен и значи сите супер. Спајдермен е evergreen, од време. Спајдермен цело време е актуелен. Но Стич, да, од поновите цртани. Стичот им е умилен, значи со боите исто така креативни сме си, нема конкретно само еден тон, ама Стичот си го сака, да, некако како јунак им е прв. Да. Возрастните што порачуваат? Бидејќи видовме направени во форма на како честитки, како се викаат за свадби, покани за свадби, па лижавче може да се стави од страна. Споменавме за 8 март, дека исто така се прават лижавчиња, еве јас ќе земам едно. Тоа така изгледа, можеби вие сигурно го пакувате, му додавате некоја машличка. Така е, го правиме како букетче, сега например за 8 марти, за Валентин правевме исто букетчиња. Да, возрастните можат да нарачат исто и за фирма. Не кажавме дека и со фондан правиме, значи кој што се лепи на самото лижавче и значи целото лижавче е приспособливо. Значи за било какви настани може да нарачат. Да, работим и за се извинувам, ја прекинав сестра ми, корпоративни нарачки, секако дека примаме, работиме со одредено време однапред, нели да ни најават, бидејќи доколку бројката е поголема, мора да се направи распоред еден наш, за да успееме сето тоа да го постигнеме и да го изработиме. Има, значи модли има, се додека има модли, ќе има избор да се работи. Одлично. Јас се благодарам за одвоеното време. Продолжете вака да ги развеселувате децата со роденденските лижавчиња, возрастните за свадби и за други поводи. Се гледаме ние за убави поводи. Дај Боже, благодарам. Благодарам и на вас за посетата и на пружиното внимание. Се гледаме друга прилика. Се гледаме.